Успешна операција кај 40 годишен пациент на клиниката за неврохирургија. Отстране тумор на хипофиза со новиот технолошки систем за невронавигација. Пациентот имал нарушување на видното поле и спуштање на очен капак. Тимот на доктори, неврохирургот Рендевски, оториноларингологот Радевска од 8 септември и докторот специјализант од неврохирургија Давидовиќ успешно го отстраниле туморот од тешко пристапен дел на мозокот преку носната шуплина. Неврохирургот Рендевски објаснува дека со овој помалку инвазивен оперативен зафат има поголема заштита на околното ткиво околу бенигниот тумор. Незината цел е ни помага во водењето на врвот на хируршкиот инструмент кој што се наоѓа во раката на хирургот. Тој врв на хируршкиот инструмент практично се слева со сликата која што компјутерскиот систем ја превзема од сликите од претходно направената компјутерска томографија и практично со самото водење на хируршкиот инструмент ние гледаме каде сме во однос на здравите анатомски структури за да можеме што побезбедно да го отстраниме туморот, а да не ги оштетиме тие структури. За неврохирургијата е важен тимот. Нема индивидуален пристап, вели Рендевски, кој посебно го истакнува придонесот на специјализантот од 6-та година Димитар Давидовиќ, кој го вршил предоперативното мапирање и подготовка на невронавигацијскиот систем. Невронавигацијата користиме со компјутерска снимка и магнетна снимка и претходно бележење на пациентот кое што не предизвикува никаква болка, се наоѓаат 7 или повеќе точки на лицето, кои што потоа во софтверски модел ги добиваме и со точноста од 0,01 мм. Значи, апсолутна точност добиваме на сите структури. Невронавигацијата може да се користи и кај заболување на ребетниот столб, со кој овозможува побезбедно поставување на штрафови во оперативните процедури.